Добар ден, криптоентузијасти. Како и секогаш, денеска имаме интересно видео во кое што ќе поразговараме за Monero, Monero XMR, еден од токените кои што се наоѓа на листата на топ 100 токени, иако малку задоцнато, но нели, сега како што знаете и сами, некогаш едноставно работата не ни дозволува да направиме нов материјал секој ден. Така да во оваа ситуација ќе поразговараме како и сите претходни токени според оваа листа на 6 различни точки, за тоа кои се главните особини кои што треба да ги истражиме кај овој коин во оваа ситуација, затоа што Monero е самиот по себе коин, и нормално ќе поразговараме за тоа како истиот моментално, значи сите овие засебни точки ги говориме во што можеме подобар начин. Така да, првата, како и секогаш, нормално почнуваме со апликација и практична примера на коинот, зашто истиот се користи, и дали има други проекти кои му се конкуренција, дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Значи ова е дури еден поголем дел од видеото кој што ќе мора да го поминеме денес, така да ќе почнеме веднаш со истиот, па потоа ќе продолжиме да ги одговориме останатите битни прашања за овој проект. Значи прво мораме да напоменеме дека во денешно време поседување на Monero, барем ние како тим, предлагаме да не го правите на вашето главно портфолио, значи веднаш ви го кажувам ова, затоа што има некои сознанија дека моментално се прави флагинг на сите волети кои што посетуваат било каков тип на количина на Monero, со цел да се знае дека се на некој начин луѓе кои што користат privacy. Ќе образложиме се што е нели нормално во детали, но сакам пред време да ви кажам дека Monero во денешно време е еден од поопасните коини кои што може да го имате во социјалното портфолио, затоа што ова е директно во борба со активните влади во светот. Ќе ви објаснам зошто, но морам веднаш да напоменам дека ова е еден од поопасните коини кои што може да го имате во вашето портфолио, затоа предупредуваме на предпазливост, во најмала рака ако веќе сте одлучиле да го имате, да не го ставате во вашето главно портфолио, значи ставете го во, да речем, засебен wallet или како и да е. Оддалечете од вашето главно портфолио за да не се случи да ви биде флагирано, односно да биде означено како портфолио кое што користи privacy, кое што наскоро може да се случи да биде и на некој начин банирано од користење затоа што сте имале Monero. Значи ви кажувам отворено, тоа е едно од главните стравови кои што ги имаме јас и многу од луѓето кои што се занимаваат со овој сектор. Сега, зошто е тоа така? Значи Monero самиот по себе е создаден во 2014 година, април, како нус појава, така речено, сега ќе ви кажам на кој коин, значи ако влеземе во privacy коините, само момент. Значи истиот бил уствари Bytecoin. Значи Bytecoin самиот по себе уште од самиот почеток на Bitcoin, практично уште едно од првите коини кои што постоеле на пазарот, со зашто Bytecoin како таков со форк станува Monero, откако нели има некој неспоразум помеѓу оној кој што го направил овој проект и останатите, да речем, девелопери кои што не им се допаѓале идеите како истиот го води. Односно, идејата на Bitcoin и Bytecoin на почетокот била дека Bytecoin ќе биде за целосна анонимност, додека Bitcoin ќе биде за целосна транспарентност. Односно, ова било како паралелна верзија на Bitcoin, кој што треба да се занимава со целосна приватност. Овдека е и главниот проблем. Односно, Monero самиот по себе, ова е неговата страна, значи getmonero.org, е страната на која што може да најдете се околу самата фондација која што работи на Monero. Знаете и сами дека најголемиот дел од овие проекти имаат своја фондација или одреден орган кој што ги представува и кој што работи на нивно надградување. Но нормално оваа фондација не одлучува за проектот, ова е само фондација која што е на некој начин лицето на самиот проект. Значи гледаме дека официјално истиот потекнува уште од 2014 година, скоро па ќе направи 10 години од своето постојање, април, со тоа што, значи генерално сега ќе разговараме за истиот од секој аспект, но прво и најбитно што мораме да спомнеме дека главната работа која што Monero има е privacy, односно приватност, и истиот нуди целосна приватност на сите трансакции кои што ќе ги направите со истиот. Значи, пред да продолжиме на објаснување на самата приватност, мораме да напоменеме дека истиот е Proof of Work, има свој блокчейн и не само што е Proof of Work, односно како Bitcoin користи майнинг, значи истиот не може да го мајнате со ASIC мајнери. Односно, како што можеме да видиме овдека, значи ова е посебен софтвер, RandomX, кој што самиот по себе е погоден за мајнање со CPU, односно CPU се оние нормални
да речем процесори кои што ги користи секојдневен компјутер, за разлика од ASIC кои што се оние направени исклучиво за майнинг на биткоин, на пример, кои што се, нели, самите по себе се многу подобри во майнинг, затоа што за тоа и се направени, додека CPU може со било кој персонален компјутер во позадина да копате, односно да копањето, знаете и сами, представува да запишувате трансакции на Monero. Сега, значи, генерално, ова е главното нешто што мораме да го забележиме за нив, значи нивните блокови се на секои 2 минути, значи дека има доста брзи блокови. Ова се генерално основните технологии кои што моментално ги имаат во себе, значи тоа се Ring City Stealth Address, Dandelion, исто така имаат и Bulletproof, че ова се посебни технологии кои што им го даваат ова моќ фактички на приватност. Сега ќе разговараме за сето тоа, но генерално мораме нели да ги поставиме основните работи, со тоа што на истата оваа страна, толку кога отидете во Research Lab, значи имате посебен таб каде што само да ви покажам каде е тоа, на основната страна може да отидете во нивниот Research Lab. Ево, значи visit the MRL, односно Monero Research Lab, каде што сите досегашни white paper за секоја надграва може да ги најдете и да видите како е стигнато до моменталната најдобра технологија која што постои за приватност во светот. Значи нема подобра технологија од онаа на Monero за криење на трансакциите. Сега, кога веќе разговараме за самиот майнинг, значи мораме да напоменеме дека фисот се практично 0%. Со тоа што се плаќа, значи, ова е практично основната вредност која се плаќа за една трансакција без разлика колку е голема, и ова се добива директно доколку имате, нели, свој мајнер, се добива за секоја трансакција која што ќе ја запише вашиот мајнер, така да на тој начин фактички е фиксно поставено која ќе биде фи за практично копањето на XMR, тоа е многу интересно, со тоа што дополнително мора да напоменеме дека е целосно децентрализиран како проект, односно приватност не би била возможна доколку вие имате централизирани пулови каде што едноставно дури да не може да ги најдете посебните луѓе кои што ги прават трансакциите, доколку на некој начин имате можете да го забраните пулот, вие автоматски ќе уреде целиот овој мит за приватност на самиот коин. Така да во оваа ситуација можеме да видиме дека не постои централен сервер, не постои централен пул и на тој начин едноставно е отпорен на било каков шатдаун, било каков тип на напад, било каков тип на репресија од страна на влада, не знам, војска, што и да е. Така да ова е многу добра работа, доколку мене ме прашувате, и како таков до сега обстојува буквално поради ова. Сега, дополнително ќе поразговараме после, не само тоа, него има отпорност и во однос на тимот кој што го прави, затоа што повеќето од нив се анонимни. Уште еднаш, значи, овој тип на награда, значи овој тип на како сега пак да видиме како точно, значи PPLNS Payout Scheme е уствари начинот на кој што моментално со одлука на, нели, знаете и сами дека во ваков тип на блокчейн софтвер мора поголемиот дел од менерите да се сложат за одредена работа да стане практично дел од правилата во блокчейнот, така да со донесување на овој PPLNS практично е одлучено дека тоа ќе биде основната награда и дека тоа ќе се исплаќа за секоја трансакција која што практично за секој блок кој што ќе биде запишан, со тоа што еден блок е 38 бајти, што е доста мала количина. Сега, да започнеме со самиот блокчейн, да објасниме како се до тоа функционира. Значи, самиот Monero е базиран на CryptoNode. CryptoNode е посебен софтвер кој што можеме да видиме дека моментално го користат различни други типови, меѓу кои повеќето се privacy coin, каде што можеме да видиме и Dashcoin, и Bytecoin, нели и самиот Monero. Дури ако не сажам овде би требало, не е Zcash, Zcash исто така е еден од големите privacy коини, со тоа што можеме да видиме дека најголемиот коин кој што некогаш изграден на CryptoNode софтверот е уствари самиот Monero. Сега, за да објасниме како функционира неговата приватност, значи најлесно е да објасниме преку конкретни примери, како што например во оваа ситуација, многу интересно кажано, значи доколку ви користеле Venmo или PayPal, замислете дека вашиот PayPal наместо постојано на секој од вашите купувачи каде што вие сте купиле нешто, да му дадат ваши информации за тоа кои сте вие, нели KYC, Know Your Customer, он постојано прави нов юзернейм и секогаш кога вие ќе купите нешто, он дава сосема друг профил, односно друго лице. Така да, на тој начин овој софтвер фактички, значи тоа е како би изгледало доколку некој од вашите нормални софтвери го прави ова. Додека кога треба ова да го објасниме од
практично од самиот Monero. Значи тоа го прави со така наречени ring signatures, кој што е една од оние уникатни технологии кои што ги користи Monero. А додека за да разбереме како изгледа ring signature, значи тоа е уствари така речено тип на подпис, така речено, тоа е дигитален подпис, во кој што не е на еден човек, туку тоа е уствари група на луѓе кои што спајаат во оваа група на луѓе кои што било кој од нив може да го подпише ова како транзакција и секој од нив има еден клуч кој што може да ја одобри оваа транзакција, но во исто време не може да знаете кој го направил тоа. Така да, на овој начин со овие ring signatures, каде што вие имате практично, замислете, еден обрач со различни клучеви кои што секој од нив би можел да подпише оваа транзакција која што моментално се случува и било кој од нив го направил тоа, што значи дека автоматски системот не ви дозволува да знаете кој од сите оние луѓе кои што имаат право да подпишат оваа транзакција тоа го направи. Автоматски вие не може да знаете кој од целата оваа група на луѓе тоа го направи. Дополнително, значи Monero е толку совршен што не само што не знаете кој го направил подпишувањето, вие не знаете кој праќа во оваа група, не знаете на кого праќа во оваа група, не може да ја пратите ниту транзакција, значи вие добивате информација дека моментално транзакција е во тек, но ниту имате праќач, ниту имате примач, ниту имате количина. Значи буквално немате ништо освен факт дека моментално има одредена транзакција. Така да Monero е толку добар што буквално само лицето кое што праќа и прима моментално знаат дека се праќа и се прима одредена количина, а дури и во нивните wallet вие не може да најдете фактички податоци за тоа кој прима и кој праќа. Значи практично менјава адресата секогаш кога праќате, дополнително, значи вие немате буквално никаква врска кој на што, каде, како праќа. Значи буквално целосна анонимност на целата транзакција. Сега, интересно, значи за да објасниме како е тоа спротивно на биткоин, значи fungibility. Сте чуле NFT, така, non-fungible token. Разликата помеѓу fungible и non-fungible, значи fungible токени, односно fungible, одредени предмети fungible, се предмети кои што може да бидат заменети со други такви предмети од иста вредност, кои што се идентични. Како што е, например, една, сега не знам како се викаат овие, една цигла злато, да биде заменета за друга. Или пак една банкнота од $5 да биде заменета за друга банкнота од $5. Значи, иако тоа се две различни банкноти, вас не ви менува никаква разлика дали имате една или друга. Значи, нивната вредност е сосема иста. Додека non-fungible, каде што секој од овие токени или банкноти или како ви да е предмет, не е исто, секој од нив е уникатен. Затоа NFT, секој од тие NFT токени, нели има своја вредност, своја уникатност, различно изгледа останатите, а сепак спаѓа дел од оваа колекција. Сега, зошто е ова битно? Значи, првенствено, она што најбитно во целата оваа ситуација е кога ќе споредиме биткоин со, да речем, банкарска трансакција. Значи, банкарските трансакции исто како биткоин се јавни, со тоа што, за жал, банкарските трансакции може да бидат видени само од луѓето кои што работат во банката или пак од одредени институции кои што прават моментално контрола на банката. Додека за разлика од тоа, биткоин самиот по себе е паблик блокчейн, каде што доколку имате соодветен софтвер и познавања, вие може буквално да најдете се. Кој на кого му го пратил тој токен, значи практично тоа на некаде малку го побива тој мит на fungibility, затоа што иако биткоин самиот по себе ако ги заменете еден со друг се исти, но тоа не го менува фактот дека секој од овие токени има своја историја која што целосно е запишана во овој леџер. Вие може точно да знаете кој на кого кога му го дал овој токен. Така да не може да го скриете тоа. И во оваа ситуација доколку некој овдека е ставено на пример дали е тоа политичар или криминалец или што и да е, вие ќе може да најдете назад низ оваа историја на трансакции, затоа што знаете и сами дека леџерот на биткоин е целосно јавен, може постојано да видите, значи каде и кој го користел. Тоа е идејата со старите биткоин токени, дека едноставно може да најдете онаа низа на луѓе кои што ги предавале еден на друг. Така да, ова е тоа што кај Monero го нема. Односно, ако се вратиме назад, уште еднаш ќе напоменам, во моментот кога трансакцијата е завршена, вие веќе не знаете ни кој на кого го пратил, не знаете кој колку има. Така да, ова е тоа што, например, го има биткоин, а го на некој начин го сузбиваат сите овие privacy кои. Значи, тоа е главниот дел каде што ствари privacy моментално функционира. Во однос на майнинг, како што кажавме, значи биткоин самиот по себе мајнат од ASIC мајнери, односно ова се специализирани мајнери кои што тоа им е единствена работа да практично процесираат трансакции на биткоин, додека за разлика од тоа
Monero самиот по себе користи секојдневни компјутери, тоа што веќе го спомнавме, со тоа што дополнително ова, значи пак на некој начин помага во неговата децентрализација, затоа е битна оваа слика. А ваквото користење на секојдневни луѓе со нивниот компјутер практично дава многу поголема приватност, затоа што замислете како и биткоин, кога одредена фарма, да речеме, на огромна компанија би поседувала најголемиот дел од хешрейтот на Monero. Така да во оваа ситуација тоа е уште подобра работа. Оно што го спомнавме дека самите по себе имаат посебен софтвер кој што прави да не може да мајнете со ASIC, значи овој RandomX, тоа е уствари многу добра работа за децентрализацијата на самиот проект Monero, затоа што многу повеќе мајнери ќе имате отколку ако тоа е групирано во одредени големи компании кои што го завземаат практично целиот хешрейт, како што е тоа ситуацијата со биткоин моментално. Сега, тоа е оно што постојано кажуваме дека нуди некои дополнителни, да речам, плусови, тоа што е целосно приватен и не е транспарентен, тоа што едноставно, значи, никој не може ни да види колку имате моментално, дури и да го истражува тоа, дури и да го има вашиот новченик, повторно не може да види колку имате. Значи, дополнително на тоа, многу интересна работа која што исто така битна е дека со биткоин, ако знаете чии е волетот, да речеме дека моментално сте вие некој голем бизнисмен, така, и треба да склучите договор со некој друг човек кој што има познат биткоин wallet. Вие знаете колку тој човек има на тој биткоин wallet, така да вие може буквално да се ценкате во однос на тоа што знаете колку е неговата моќ моментално куповна. Така, во оваа ситуација со Monero тоа не може да го правите затоа што никој не е запознат со количината на Monero на никој друг. Така да ова е доста интересен момент кој што мислам дека е позитивен за коините кои што нудат приватност. Но во исто време пак ќе напоменам, значи ова е нешто што на владите воопшто не им се допаѓа. Сега, интересна работа која што така треба да напоменеме е што се случува со децентрализацијата кога централизирани менувачници продаваат Monero. Зошто е тоа така? Значи, знаете и сами многу пати разговараме дека со самиот момент на KYC, затоа што централната менувачница знае кои сте вие, затоа што вие не можете да учествувате на истата доколку не доставите соодветна лична карта, доколку не доставите соодветна, не знам, изјава од банка или електронска сметка за да може да покажете која е вашата адреса. Значи, ваквиот KYC ја побива идејата на приватност. Односно, кога вие од еден на друг новчаник праќате Monero, е целосно приватен. Но кога вие купувате од менувачница, значи Monero автоматски менувачницата знае дека вие посетувате Monero, односно постои некој кој што од целата оваа линија на трансакции знае дека вие посетувате Monero. Сега, тоа да, значи не е приватен, но и не е целосно вистинито. Зошто е тоа така? Затоа што во моментот кога вие сте купиле од менувачницата, она знае дека вие имате Monero. Но во првиот момент кога вие ќе го искористите, автоматски технологијата на Monero продолжува да функционира како што и е досега. Така да, што уствари тоа сега да кажем? Многу едноставно направено со овој пример овде. Замислете дека вие сте земали на пример $100 од банка. Така, во моментот кога вие земате од банка $100, банката знае дека вас ви дава $100 и знае дека вие имате $100. Но првиот момент кога вие ќе влезете во било која продавница и си купите во случајот сладолед, вие автоматски значи давате банкнотата и таа банкнота едноставно исчезнува во огромен пазар на побарувачка и нели услуги, така. Така да во оваа ситуација вие фактички во првиот момент кога ќе ја дадете оваа банкнота, истата станува, да речем, дел од тоа монена банкнота, така, и било која друга иста таква банкнота би можела да ја замене. Односно и се губи трагот. Истата ситуација е со Monero. Во првиот момент кога од вашето портфолио ќе излезе Monero, автоматски технологијата на приватност повторно стапува на сила и едноставно нели веќе не се значи не се следи трагот на оваа количина на Monero која што вие имате. Сега, дополнително, иако е, да речем, хакнат, така речено, истата ситуација. За жал, во моментот, значи, од другите валути ќе може да биде следени, како што е тоа ситуацијата со биткоин. Така, затоа што пак ќе кажеме, на крајот од денот се враќаме на оваа ситуација, дека секоја трансакција на биткоин, односно одредена количина на биткоин, тој е еден биткоин, е следен за тоа на кого понатаму истиот е пратен. Така да во оваа ситуација, значи, се случува да истиот овој биткоин може да биде најден и затоа поголемиот дел од хаковите луѓето дури да го имаат овој биткоин не може да го користат. Едноставно доаѓаме до ситуација во која што тој биткоин е флагиран, оно што јас постојано го кажувам, и во последниот момент кога некој ќе се обиде да го искористи или да го активира или да го превземе или да го смени, мора да искористи KYC и ќе се знае точно кој го поседува тој биткоин од, да речеме, ransomware, од хак или слично.
Така да во оваа ситуација, ако станува збор за хак на одредена централна менувачица и хакерот успее да земе Monero, нема да има таков случај. Односно, вие не може да го следите Monero без разлика колку и да сакате, без разлика колку и да ви е криво. Во моментот кога Monero ќе биде одземен, да речеме, од хакер, понатаму истиот е целосно анонимен и практично вие сте го изгубиле тој токен. Така да тоа е еден голем минус кој што мора да го земете во превид. Monero мора да се чува на ваше портфолио. Сега, друга интересна работа која исто така мораме да земеме во превид, тоа што на крајот од делот повторно постојат одредени лица кои што се централизирано поставени во еден проект, како што на пример Сатоши Накамото би можел да дојде и да направи селаут на своето портфолио од 2 милиона биткоина, или пак да речеме Виталик Бутерин, колку и да истиот, нели е само така речено водач на фондацијата на Ethereum и апгрейдите на истиот, значи се уште е централна фигура која што може да биде нападната со цел да биде нападнат целиот проект. Додека за разлика од тоа, Monero, по големиот дел од своите значи девелопери се практично анонимни. Значи Рикардо Спани е уствари човекот кој што истиот го направил, но потоа по големиот дел од девелоперите, луѓето кои што работат на Monero, работат по целосна анонимност, така да истиот не може да биде таргетиран кон, да речеме, одредени личности директно, за да може да се, например, нападне самиот проект. Така да во оваа ситуација тоа е многу добро и тоа е еден од подобрите работи кои што помагаат во приватноста да остане на ова ниво кое што моментално го има овој сам проект. Така да од сите страни е така речено заштитен. Сега, каде е главниот проект? Што еднаш ќе напоменеме, владите се главниот проект. На владата не и одговара вие да имате коин кој што она не може да го следи. Дури и да се нафатат еден ден криптовалути да бидат целосно легализирани и користени од страна на секој еден граѓанин, нив никогаш нема да им се допаѓа идејата дека постои коин кој што може да не биде следен. Односно, тоа е коин кој што после секоја трансакција едноставно целосно му се губи трагот, а тоа е голем проблем за владите. Овде влегуваме во оној момент кој што досега ви го кажав неколку пати, односно Дубај веќе го банираше, значи ефективно од крајот на февруари, го банираше користењето на Monero Zcash и на било кој друг тип на privacy coin. Односно, во оваа ситуација вас ви е дозволено да го имате во wallet, затоа што никој не знае дека го имате, но главниот проблем настанува во моментот кога истиот ќе се обидете да го префрлите на централизирана менувачица или пак да го купите од централизирана менувачица. Во моментот кога ќе дојде до користење на KYC, каде што ќе се утврди дека вие имате или користите privacy coin во Дубај, како и моментално она што се планира во Европа, вие ќе имате проблем со закон. Затоа и кажувам, ваков тип на користење на privacy коини, доколку се промени вашето законодавство, може автоматски да бидете флагирани вие и вашето цело портфолио и едноставно во моментот кога ќе направите било која трансакција да ви бидат замрзнати средствата. Затоа уште еднаш ќе напоменам. Значи, владите за жал го имаат овој момент, значи ја имаат таа сила да ги принудат централизираните менувачици да ви ги одземат или замрзнат вашите коини без разлика дали се тоа privacy или не, само заради тоа што на вашиот wallet претходно сте имале privacy коини. Јас верувам дека тоа може да го направат и ретроактивно, каде што е и најглавниот проблем. Односно, доколку се утврди дека на вашиот wallet, например, сте имале ретроактивно privacy коини, може да кажат да, затоа што имал privacy коини, значи дека истиот е криминалец и дека поради ова, значи не можеме да нели да му дозволиме практично да има фактички криптовалути, затоа што можеби истите се направени од некаков тип на криминал кој што ние не можеме да го следиме. Затоа што ќе напоменам, поседување на privacy коини може да биде голем проблем. Ве молам, бидете внимателни кога ги поседувате или поседувајте ги на друг wallet кој што не ви е поврзан со главното портфолио. Значи, гледаме дека моментално Европска унија се спрема да го направи истото, односно со новиот закон, иако моментално законот се уште не е јавно даден за читање, значи луѓе кои што моментално го читале овој закон очигледно, кажуваат дека постои дел во кој што privacy коините, значи ќе бидат целосно забранети. Со тоа што оди дополнително во тоа дека и во новиот закон со кој што на банките ќе им се дозволува работа со крипто, исто така се бара банките во никоја ситуација да не можат ниту да поседуваат, ниту да на некој начин вршат трансакции со ваков тип на privacy coin. Така да, тоа е една многу битна работа. Сега, тоа е во однос на првиот дел, доста време завзема истиот, како што можеме да видиме. Значи, во оваа ситуација можеме да видиме дека други проекти како истиот постојат, тоа е следно за кое што ќе разговараме. Дали има апликации во реалниот свет кои што може да го направат тоа? Не. Значи, на блокчейн не, затоа што на крајот од денот повторно станува збор за
соодветни проекти кои што може да го направат тоа на блокчейн технологијата, додека иако можеби постои, да, во реалниот свет постои кеш, значи не може да го следите, така. Во моментот кога кешот се даде на некој друг, станува тоа, не може да го кажете кој на кого му го дал. Така да во оваа ситуација, значи во реалниот свет постојат средства кои што го нудат ова, но и да, тоа се секојдневната тоалетна хартија во боја што користиме за купување. Но тоа не го менува фактот дека дигитално кажано, ова е најдоброто средство за дигитално држење на приватно со вашиот капитал. Сега, дали има други проекти? Да. Значи јас овдека ја отворив privacy, значи гледате, имате цела категорија на privacy коини во кои што го обработуваме Monero затоа што е најголемиот. Гледаме дека Dash исто така, Zcash исто така, имате доста со кои што моментално Monero е убедливо најдобар со 2,9 скоро 3 билиона, за разлика од тоа Dash е следен со 639 милиони, кој што е еден од најпрофитабилните нодови, но тоа за друг пат е нормално, само да спомнеме. Со тоа што значи постојат други проекти со соодветна своја технологија, но генерално Monero моментално представува непобитен шампион и по технологија и по маркет кап во оваа категорија. Така да затоа Monero е најдобар дефинитивно во оваа ситуација. Сега, во однос на roadmap. Roadmap генерално самиот по себе моментално има да речем доста комплетен roadmap, со тоа што последно нешто што можеме да разговараме во однос на roadmapот е оваа вест дека направи апгрейд и тоа пак е да речем пред некоја половина година, тоа беше последниот апгрейд, за нов се уште не сум видел. Со тоа што последниот апгрейд направи да се зголеми ring size, значи ако се сеќавате ова е она што разговаравме за групата на новчаници кои што може да одобрат трансакција за било кој од тие. Значи на почетокот се сеќавате ова што го објаснувавме за самите само да видам каде беше, да. Значи тоа е уствари оние групни клучеви каде што може повеќе различни луѓе да одобрат трансакција за друг човек, а да не се знае кој ја одобри листата. Така да со оваа нова технологија моментално се зголемува оваквиот ring size и дополнително гледаме дека имаме нов bulletproof, така и се нарекува оваа технологија, односно се подобро и подобро ја прави технологијата на приватно. Сега не се разбирам толку многу, како и да е, значи како што кажавме за сите овие надграби може да ги погледнете white papers, овде имате конкретни и може да погледнете како моментално се развива, кои се неговите погодности во однос на неговиот roadmap, но генерално она што највеќе треба да знаете е дека моментално не постои проект кој што е подобар во однос на приватност и досега истиот не покажал можности за хак или за пробив на ваквата приватност. Барем јас досега не сум нашол. Зрелост на пазарот, значи во однос на зрелост на пазарот можеме да кажеме дека е еден од најстарите проекти, со тоа што Binance моментално води од 2017 година фактички чарт. Сега генерално во однос на чартот што можеме да погледнеме, че можеме да видиме ги истиот има дабл топ во претходните два бул маркети 2017 и 2021 година и моментално гледаме дека се обидуваме да пробиеме оваа тренд линија која што веќе на неколку пати ја пробавме да ја пробиеме и моментално имаме придвижување над неа. Значи во моментов да речем имаме некоја корекција која што го ретестира овој тренд како поддршка пред да продолжи да се движи нагоре, така да значи Monero е стварно спремен да се движи нагоре, со тоа што дополнително можеме да видиме дека оваа тренд линија постои уште од 2018 година по која што моментално се движи самиот Monero и како таков јас верувам дека исто така има и во овој bull market доста добар потенцијал да се придвижи нагоре солидно, со тоа што неговиот претходен all time high беше негде околу $547. Значи, пак ќе кажам, генерално гледано од месечен аспект, значи, овој чарт е спремен за експлозија, но повторно ќе напоменам дека ова е една од оние, да речем, валути кои што може ризично да делува на вашето портфолио. Тоа е во однос на roadmapот, на кратко чисто да направиме техничка анализа. Сега, што моментално можеме да видиме, во кој дел од циклусот, нормално како и сите гледаме дека се спрема за bull market, тоа е нешто нормално, кое што на сите алткоини моментално. Вести за проектот, спомнавме за неговиот скорашен фактички пред само 6 месеци последен апгрейд. Моментално за жал не можеме да најдеме други вести активни, значи во последните 7 месеци, освен шпекулации за цената, други цени искрено не најдов, извинете, други вести искрено не најдов, освен овие дека ќе биде блокиран во
одредени држави. Проблемот е што јас очекувам дека како поеди ќе се движиме кон регулација на крипто маркетот, така се по веродостојно е дека поголемиот дел од државите ќе ги банираат овие проекти да бидеме реални, но тоа не го мена фактот дека они може да ги банираат колку сакаат. Вие ако имате посебен wallet само за ваков тип на коини, никој не може да ве запре. Дури никој не може да знае дека ги поседувате. Така да имате во тоа предвид, иако ова не може да биде совет, ја не може да ви кажам што правите, само сакам да ви кажам дека технологијата само по себе ви дава таа моќ да ги поседувате овие коини на одредено портфолио, а никој ни да не знае за истото. Така да, нели, сега оставам на вас, вие си знаете што планирате да правите со нив. Во однос на партнерства, може да замислите дека нема многу партнери кои што сакаат да се работуваат во ваков тип на проекти, за жал. Поврзано со кривични судски случаи, верувале или не, се уште нема официјални кривични или судски случаи против ваков проект, против овој проект. Значи, тоа мислам дека е само прашање на време. Ова го спомнавме, тип на блокчейн, POW, веќе објасниме, е сега во однос на заликата и колку од заликата е веќе на пазарот, колку од заликата е поседувано од тимот институциите. Можам да ви кажам која е. Значи, прво мораме да запазиме дека е еден од најголемите проекти. Значи, моментално се наоѓа на 25-то место со 2,9 билиона вредност, со тоа што дополнително во однос на supply-от е доста мал. Само 18 милиона и 147 илјади коини моментално постојат од Monero, што е стварно мал supply. Сега, каде е овдека проблемот? Проблемот е што вие не може да видите кој колку поседува поради технологијата на истиот. Дори интересно направено, значи имаат свој експлорер, но вие освен трансакцијата друго ништо не може да видите. Така, значи ви дава само која е трансакцијата и ништо повеќе за истата. Се разбираме? Дури кога ќе отидете 100, значи интересно е што постои 100 најголеми рич адреси, нели? Да видите кои се најголемите wallet кои што поседуваат Monero, така. Но нормално дека ги нема. Значи гледате, празни се овие затоа што на крајот од денот технологијата можеме да видиме дека е целосно приватна и дека едноставно не постојат информации за тоа кој поседува Monero и кои се најголемите новчаници кои што поседуваат Monero, што е нормално очекувано. Дури многу интересно направено, значи барате кои се најголемите и пишеле come on man, really? Така да може да забележите интересна работа од нивна страна. Значи не постои ваква листа затоа што ваквата технологија прави да биде целосно неследена, значи не може да знаете колку го поседува. Замислете ако на сето ова вие може да видите кои се топ 100, че замислите колку би било тоа смешно. Како и да е. Значи интересна работа е што сите моментални награди се добиени од майнинг, тоа е исто така многу битно, и дека истиот е започнат како биткоин, значи нема ICO, нема pre-mine токени, едноставно започнува како биткоин во моментот кога почнува мајнингот, сите имаат право да мајнаат, значи Monero. Тоа е главно што треба да го кажеме околу заликата и околу токените и значи ова не може да го објасниме нормално. И последно што би сакале да спомнеме е дека инфлацијата на Monero е нула. Односно дека исто како и Ethereum, истиот е во дефлација. Односно добивате само дел од секоја трансакција од самиот токен кој што го префрлате од еден друг wallet, односно оваа фиксно одредена награда која што моментално ја гледаме овде. И на крајот од денот, значи затоа што веќе не се произведуваат нови токени, инфлацијата на Monero е нула. Односно нема инфлација. Со тоа што секој изгубен Monero токен автоматски е минусиран од целосната circulating supply, односно главната количина која што имаме на токени на пазарот, така да во оваа ситуација секоја изгубена количина е автоматски инфлација на оваа валута, што е добро. И тоа е многу добро кога веќе станува збор за еден токен. Значи ова е нешто што секој токен го посакува, да има нула инфлација. Затоа што ако немате инфлација, тоа значи дека вашиот токен. Така да тоа е едно од најпозитивните работи кои што можеме да ви кажеме за Monero. Се на се, токенот самиот по себе е многу добар. Мене ако ме прашувате, ова е токен кој што би бил добар да го имате во секој портфолио, но уште еднаш ќе напоменам, што јас сум одговорно лице за неколку луѓе во однос на коините кои што ги дале или капиталот кој што го дале кај мене на некој начин инвестирање и чување, така да јас не можам да си дозволам ваков тип на коини да имам на портфолио, кој што понатаму може да биде флагирано и на пример да ми бидат замрзнати дел од токените кога би испаднале надвор од новчани. Така поради оваа причина ние прави се коини во никоја ситуација ни купуваме, ни инвестираме, ни мајнаме, ни држиме.
останува на вас, значи ова е ризик кој што мора да го преземете самите за себе си, но ова е нешто што во иднина верувам дека ќе се одрази лошо на оние кои што имале ваков тип на коин на својот новчаник. Верувајте ми, владите ја имаат таа моќ ретроактивно да вршат репресија на одредени луѓе затоа што во оваа ситуација повторно потребна е само еден момент да одредена, да речем, централизирана менувачица да регистрира дека сте имале privacy coin за да бидете флагиран дека може да криете нешто од моменталните власти. Затоа уште еднаш за крај на ова видео ќе напоменам, имајте во предвид дека можно е да бидете флагирани доколку посетувате ваков тип на коин. Уште еднаш ви благодарам, се надам дека ви се допадна ово видео, иако малку досна. Во секој случај утре продолжуваме со нормалната работа, добивате вести, среда добивате техничка анализа и продолжуваме со работа на каналот како и секогаш. Уште еднаш извинувам, но сезоната доаѓа и малку е зафатено да речем во мојот хотел, така да кога ќе имам време ќе дадам се од себе да добиете ново видео и се надевам дека ќе го цените фактот дека одвојувам што можам повеќе време за да ви направам нов материјал, затоа што знам колку е битно кога одредени луѓе едноставно немаат познавање од друг јазик и зависа со тоа некој да ги преработи или обработи овие материјали на нашиот јазик со цел да имаат одредени познавања. Така да давам се од себе, се надевам го цените тоа, единствено што бараме доколку не ви е проблем, да го споделите овој наш материјал со одредени луѓе кои што се заинтересирани за криптосферата, затоа што сакале ви или не, крипто доаѓа и само прашање на време е дали сега или да речем малку подоцна ќе имаме масовна криптоадаптација во која што сите ќе сакаат да знаат за крипто, затоа колку порано го знаете ова, толку подобро за вас. Се надевам дека тоа ќе го разберете, за да не биде прекасно кога сите ќе сакаат да знаат. Така да ви благодарам, продолжуваме заедно во следниот Bull Market и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGimidji.